Денеше Свети Николе под октаните на илјадници силни машини, најавувајќи им на домакините дека викендов се со Мото Европа. Третиот мотособир на едно место собра австрици, бугари, хрвати, срби и французи. 35 години живеам во Франција, во град Дижон. Многу пријатно ми е во Македонија, пошто има собири. Порука е да е ово... Пораката е, ова е свет на влюбениците на моторите. Се дружат, уживаат во рок свирката и пред се, тоа се луѓе со добро срце. Дружењето, стекнување на нови пријателства, обнова на стари и најважното, како што велат бунтовните души на асфалтот, несебичниот израз на хуманоста, се доблестите кои под кожните јакни, безбројните нитни и тетоважи зрачат со силна позитивна енергија. Сето тоа би сакал да го подкрепам со еден факт, а тоа е дека на овој мотособир организираме втор дел на една хуманитарна акција која е продолжена од минатата недела, кога беше мотособирот на клубот Мечки од Куманово, односно се работи за акција за собирање на средства за едно младо момче, да кажам дете од 4 годишно од Куманово. Локалните власти несебично помагаат ова интернационална и по многу нешта привлечна забавна манифестација да прерасне од еден од препознатливите туристички брендови на Свети Николе. Многу е битна промоцијата на настаните, промоцијата на градот и промоцијата на државата. Значи, верувам дека е уникатен настан кој се случува на територијата на Република Македонија и можете самите се уверите, вашиот објектив да се увери во случувањата. А над 2500 учесници со исто толку силни мотори на овој мотособир престојат ја во паметот по многу нешта. Сето тоа е забележано од дронот над нив, свирката на легендарните Дивле јагоде, освежувачката чашка пријатен муабет. Организаторите Свети Николскиот мотоклуб е со надеж. В година ова место во градот ќе биде претесно за сите поклоници на нескротливите машини на две тркала.